Значи, колку е застапено пороците алкохол, цигари и нормално другата кај младата популација во Штип? Значи, не поседуваме некои статистички податоци, меѓутоа со оглед на тоа дека Унијата на млади сили се реши да организира една ваква едукативна трибина, сметаме дека оваа појава е масовно застапена на територијата на општина Штип. Сметате ли дека поради тоа што лесно е достапна алкохол, цигарите и дрогата, заради тоа имаме и честа појава и присутност на овие пороци кај младите луѓе? Секако, во права е вашата констатација, меѓутоа се надеваме дека владата работи во правилна насока со донесувањето на законите кои што ќе ја сопрат неконтролираната употреба на овие продукти. Младите ќе се едуцираат за штетноста од пороците кои што ги пееат секојдневно? Значи, денес Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Штип организира една едукативна трибина на тема негативното влијание на дрогата, алкохолот и цигарите врз младите, на која што свое излагање ќе имаат тројца експерти од своите области. И се надевам дека оваа трибина во голема мера ќе придонесе да овие пороци се штетното влијание од овие пороци се намали. Дали во соработка со надлежните институции ќе реализирате неколку работилници и предавања по училиштата, па дури и на факултетите во нашиот град, за да таа материја биде поблиску до нив, за да малку повеќе се подигне свеста? Па да, Унијата на млади сили веќе соработува со неколку невладини организации. Еве како што гледате денес во соработка со невладината организација МИА се делат пропагандни материјали кои што ќе бидат корисни за едукација на младите луѓе. И што е она основната цел? Да ги насочиме младите на здрав живот? Како и преку кои начини, еве форми да се изнедат? Имаме спортски изделени, имаме убави работи кои што барем нашиот град нуди нешто така. Па значи во прв план ние како Унија на млади сили можеме на нашите состаноци, еве на ваквите јавни трибини со помош на стручни луѓе едукативно да делуваме врз младите индивидуи и се надеваме дека ваквите предавања ќе бидат еден почеток кон младите луѓе да ги одбегнуваат овие пороци. Организиране и мислам дека ова што кога ќе созреете малку поја движечка сила, секако треба да располага со некои норми, целото обкружување што ќе го има околу себе. Култура во своето однесување. Во таа смисла застапувам нема да биде сосечница да тоа се цигарите, алкохолот и дрога. Текот на годините можеби и јас кога сум бил како вас случува со и зошто толку сега на овие три работи. Како тоа дека ево нашето битисување во 5-6 века, или во 560 година, или алкохолот бил уште постарите генерации знаат дека во секоја куќа имало помалку пита. Како тоа дека баш сега во последните овие работи? Одговорот лежи во тоа што организмот има потреба да го прима следниот ден